Здраво на сите и добре дојдовте во нашиот нов влог. Ние сме Македонија. Дојдовме да пробуваме јас пак фустани и имам уште само еден термин и после готово морам да се одлучам. Многу тешка одлука, искрено, но овој пат мора да се одлучам и ќе ви покажам што сум одбрала на денот на свадбата. Фустанот го најдовме, конечно, да ми се бенди со некој вистина. Значи, кога го облеков, знаев дека ќе биде тој. Многу фустани пробав, многу различни мислења, вакво теснење, такво теснење, но овој фустан, сега што го пробав, беше точно како заменеши. Значи, вистина. Фустанот го пронајдов во My Wedding, во Битола и премногу сум задоволна, искрено. Единствено таму ми дадоа веел, венче, за да можам да ја видам некако целосната слика на една невеста. Сега одиме за Грција, имаме мини одмор со мојот маж и таму ќе ви снимам. Еве стигнавме. Ова е нашиот хотел. Многу е убав. Имаме басейн. Преубаво е. И тука сме ние. Еве, стигнавме. Ова е купатилото. Ова е креветот. Тука имаме гардеробер и екстра кебенца. Видете колко е преубав. Јас сум воодушевена. Вистински. Еве сум јас. Прекрасно. Тука имаме дури телевизор. Имаме и басейнот. Значи, во оваа зграда имаат повеќе апартмани. Пример, нашиот се вика Live Deluxe. Имаат и некои други, 5 star и слично. Многу тешко можевме да го најдеме, затоа што нема, како пример, еден хотел и ознака, па така да го бараме. Но, да, во секој случај перфектен е, баш ми се допаѓа и мислам дека ќе имаме убав мини одмор. Многу е добро тоа што нема никој, не ве чека никој. Вие букирате преку Booking и ви стигнува имейл каде што пишува код со кој што можете да го земите вашиот клуч и на крај исто така имате информации каде да го оставите вашиот клуч. Имате и паркинг кој се наоѓа до хотелот, така да ова е прв пат да се воодушевам и да стварно сум задоволна. Посебно од смештајот.
Иако ние повеќето време поминуваме на плажа, но сепак понекогаш сакаме да престојуваме во ваков добар хотел. И тука се најдува нашата кујња. Видете колку му е интересно направена. Сето е скриено, само да изгледа баш. Тука имаме и кафе машина, чаши, се што ни треба. Тука има фиоки, салфетки и други некои такви побитни работи. Тука има фрижидер. Исто така преубава декорација за крапи. Ништо не ви снимив на плажа, затоа што беше добро уживав. Правих некои слики, можете да видите на Инстаграм, некои мали такви видеа. Сега стигнавме во нашиот смештај. Планирам да се направам чај, додека Филип тушира, да уживам. Тука имам прекрасна тераса, сега ќе ви покажам. Видете колку баво местенце. Дори имаме и вакви декорации. Премногу ми се допаѓа. Што се однесува до Елефант, таму бевме пред некоја година и наистина прекрасно се поминавме, бевме со друштво. Плажата многу ни се пенџеса, но единствена разлика која што ја приметивме е тогаш, бевме во август, имаше многу повеќе гушва и влезот беше за личност 30 евра, но тие 30 евра, со тие 30 евра можете да купувате се што сакате на плажата, јадење, пиење, кафе и слично. Оваа година, не знам дали дека појдовме малце покасно, околу 5 часот попладне, но не ни наплатија така од личност по 30 евра. Зедовме кафе, некои сендвичи и за тоа плативме само 22 евра, некако предходниот пат, да речам 60 евра. Многу сум искрено задоволна, таму амбиентот е прекрасен, со перници, со лежалки и тоа мене многу ми се допаѓа, баш она удобно, како да кажам. Би пошла пак се разбира, би отишла пак се разбира. Тоа е тоа. Сега одам да се направам чај. Што се однесува до куњата, има апсолутно се. Дури имаме и некои чаеви. Но како што знаете, јас го користам овој чај моментално за детокс. Сега да го измијам ова. Ќе се ставам чај колку за мене да има, затоа што Филип не пие чај. Само да исклучам кафе машината. Јас сум спремна, сега одиме в град да се прошетаме. Уште нешто што не ви кажав, нашите покани се готови. Еве, тука се поканите. Имаме две различни, затоа што јас недобро пресметав во пувчиња. Имаме од овој вид што се со бела пувка. И
имаме од овие што се со лилјакова. За денес ќе носам оваа ташна, овие сандалки и обично црно фустанче. Во позадина Филип и јас. Ај снимам? Е така. Видете каков базент во нашиот смештај. Нешто преубаво. Да, сега одиме во еден ресторан. Успет сакам да ви се извинам за моите видео што малку се измешани. Требаше да иде еден влог. Како што кажав, се уште имам проблем со меморијата на телефонот. Стално ме прекинува во снимање. Тоа ми е навистина единствена пречка и не можам да снимам повеќе од едно видео. Многу е некако лошо затоа што треба да снимам едно видео, да го едитирам, па да го прикачам и тоа ми е непрактично, но тоа овие денови ќе го средам. Да, сакав да ви кажам дека доаѓа овој влог, доаѓа уште еден влог, така да знаете, јас снимам, иако мене има неколку дена, тука сум. Сега одиме во еден многу добар ресторан, се гледаме таму. Roberto Cavalli. Пушти дека спиеше ти. Само да те вечерканце? Сакаш? И ти откудано? Дали судите беше? Таму е на кревет. На кревете? Да. Отвори врата, брат. Можеш? Да. Ето да. Денес не е последен ден. Нема да се капиме, само чакаме на којто почна да пиеме кафе, да уживаме. После тоа се враќаме за Македонија. Тргнуваме за Германија. Се извинувам дека вака тивко зборувам. Многу ми е непријатно. До мене има луѓе. Да, сакам да кажам, многу ми е убаво. Тука многу убаво се поминавме. На плажа не ви снимав многу вчера, затоа што имаше многу гласна музика, луѓе и заради тоа не можев ништо ни да зборувам, ниту да покажувам. Направив слики, планирам да постирам на Facebook, на Instagram. Можете таму да видите. Многу е интересно тоа што во овај апартман вие букирате преку Booking. После тоа тие ви праќаат имейл, го пишува како можете да стигнете до клучот. Мислам дека ви спомнав. Тоа ми е многу интересно. Немате ниту некој да иди кај вас, ниту некој да ве контролира. Сте потполно сами и потполно е убаво да кажам мирно. Имате мир. Многу убав и луксузен апартман е, многу убава атмосфера има, прекрасно е средено, секој е чист, многу е чисто, презадоволна сум.
вреди за сите пари. Исто така на кога завршувате, кога си одите, го оставате клучот на истото место и ги мешате бројките со кои што го отворивте. Ќе видите на почетокот на видеото имам дел како го отворивме клучот. За мене ова ново до сега и не сум престојувала во таков апартман. Но можам да кажам дека ова е нешто прекрасно. Баш сум воодушевена. Што сакам друго да кажам? Вчера бевме во еден ресторан. Јадевме паста со шримс. Многу беше вкусно, но многу големи порции добивме. Вака, во едни долги тајнири. И колку за два личности. Две личности. Јас сум изненаден, но имаше една мана во тој ресторан каде што бевме. Многу побаво дење, затоа што се гледа морето, имате прекрасен поглед. Додека под ноќе не беше таков случај, не се гледа ништо, темница е, имат лампи, вистина сте вие до море, но имаше и многу инсекти. И единствено тоа можам да замерам, затоа што ние одеме да јадиме. Над нас има лампа во која постојано се чукаат различни инсекти и може да падне и некој во јадењето. Таму не е добро да се оди делски. Нема многу места видено. Не знам, за ова година немам испланирано одмор. Може би ќе имаме една недела, не знам, затоа што имам свадба и многу имаме обврски. Се надевам дека се ќе биде во ред, сега кога имам пустанот, музиката, салата, гостите, поканите, мислам дека ќе биде се во ред. Ќе ви оставам од страна видеа и слики да видите што друго снимам, затоа што овој пат не бев посветена баш многу на YouTube, бев исто така посветена и на сликање и различни работи, што кај мене не е случај. Јас многу сакам да снимам видеа, но единствено сакам да имам спомени и да сликам, затоа одлучив оваа година повеќе да се посветам на вертикални видеа, што съм несла до овој мини одмор од 2 дена. Ова беше скроз непланирано. Јас си дојдов в Македонија само да одберам фустан. Многу сум среќна затоа што испадна вака. Случајно го најдовме, букиравме, па така малце се одморивме. Сега сме во Мако Суит. Овде е многу убаво. Дори можам да кажам дека ми е поубаво од Елефант. Има некако така посебен стил, бохо стил и би дошло овде пак. Јас ги следам на Инстаграм, не знам ник од кога. Видете колку е преубаво. Прекрасно. Ќе ви оставам и други видеа што снимавме. Снимавме за Reels. Овде е вистина сон. Јас ги следам нив на Инстаграм.
Можете да отворите. Ќе ви оставам како се пишува. Доколку размислувате за ваков тивок мирен одмор, тогаш ова ви го препорачувам вистина. А да дојдите. Филип си доби нов телефон со многу меморија, така да јас ќе го користам за снимање.